Време е за утрински ринг. Се враќаме, почитувани слушатели, во студиото на Радио Лидер. Пристигна нашиот гостин, господинот Трајко Славевски. Славевски, вие ќе почнеме со најважната тема. Вие сте председател, односно председавач на Совет. По закон е председател на Совет. По закон е... Некојаш најверојатно било председавач, па тоа останало, но по закон... Да, ние во најавата имаме пишено председател, значи... Да, во законот за локална самоуправа председатели се на советите. И не само во Скопје, туку во сите општини. Пошто се употребува многу често председавач. Вие сте председател на Советот на град Скопје. Вчера видовме невкусни сцени таму. Видовме како градоначалничката требаше да одговара пред советниците, но таа одлучи некакви говори да држи со некакви обвинувања. Така. Видите, и јас бев непријатно изненаден. Инаку, градоначалникот Арсовска е многу пасивна кога станува збор за учество во работата на Советот. Не се случило, мислам, ретко кога и не вообичаено да образложи некој предлог, а сите најголемиот број предлози по кој што расправа и гласа Советот или советниците доаѓаат од кабинет на градоначалник. Во Советот има, се разбира, има и континуитет, има советници кои што били и во претходниот состав, па таму имало сосема друга обратна ситуација, не можело запрат господинот Чилегов, кој што ви го спомнавте, од зборување во Советот. Арсовска во неколку наврати само ќе предизвикаше некој инцидент, карајќи се со координаторката на советничката група на СДСМ, госпоѓата Јанчева, и ќе го направеше истото она што го направи вчера. Мислам, ќе ја снемаше, па јас ќе требаше да одговарам на прашање на советниците, каде е, што е, а немам никаква информација. Значи, внимавајте, вчера јас бев доведен во една многу непријатна ситуација како председател на Советот, да морам да опоменам градоначалник. Тоа не се случува, кој што ево на почетокот тоа морам да го истакнам, и тоа е вака преседан. Наместо да седне на своето почесно место столче во првиот ред, како што било, како што кажав јас од можеби 1946 година, со градоначалниците на собрание на град Скопје, сега на Совет на град Скопје, таа отиде кај техничкиот персонал, каде што нема ни микрофон, па треба да ја препрашуваш во однос на тоа дали сака збор, прифаќа, не прифаќа и ова и слично. Но во незиниот наводен одговор на советничко прашање, поставено од советникот од советничката група на Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, господинот Луке Галевски, тој беше прв од пријавените, таа започна да спомнува имиња на личности, на политички лидери, да ги напиѓа кои што ниту се поканети тука, нели немало ни потреба на да присуствуваат на Советот. Каква врска со одлуките. Како што слушна и јавноста, тоа беше вака доста пренесено и беше тема на денот вчера. 3-4 пати каде си, што си, зошто се криеш и така натаму. А тука поканети се градоначалникот, нејзиниот тим, раководители на сектори, директори на јавни предпријатија и така натаму. Јас само морав во еден момент, нели, да го исклучам микрофонот. Еве, формално правно ова е многу важно да ни го одговорите како председател на Советот. Таа го повика господинот Мицковски, каде се криел и зошто не дошол во Советот на град Скопје. Има ли воопшто право Мицковски да присуствува и да биде учесник во дебата во Совет на град Скопје? Никогаш, мислам, тоа беше она, како да кажем, тоа беше невообичаено и многу ниско. Господја Тарсовска, за жал, ја злоупотреби овој говорница, да го злоупотреби подимот, го злоупотреби Советот, и затоа беше мојата, мислам дека беше умерена реакција. Замислете, мислам, тоа би било невообичаено, јас да барам нејзино отстранување од говорницата, што вака би било премногу невкусно и морав на моменти да го исклучам телефонот, но таа, како што видовте, упорно го вклучуваше да го каже она што најверојатно го мислела, не знам, со денови претходно. Така што мене ми е жал, мислам, но внимајте, некои од советниците подоцна коментира, треба цивилизирана атмосфера. Јас кажав дека после една од паузите, кога господјата Арсовска не се појави, работа на Советот до крај продолжи во цивилизирана атмосфера. И мислам дека ќе го држиме тоа ниво, затоа што во Советот навистина седат одбрани личности од сите политички партии, кои што никогаш не се спуштили на ова ниво на кое што вчера беше се спуштила за жало градоначалникот. Да, имаше некои непријатности, сеќаваме она кога
на актуелната како се вика тоа, раководител на советничката група на СДСМ. Координатор, да. Љубица Сеќаваш кога ги броја залаците, нели, од некои Не, ама тоа беше тема пред неколку месеци, бифтеци, не знам што и така натаму. Непријатно, да. Да, не стана збор за навистина фина жена која што добро. Но да се вратиме на темата, значи вие повтор пат сте председавач на советот. Не, бев советник 2005-2006 до изборите. Што бевте председател на советот? Бев советник. Само советник, да. Сега затоа што имавме една ситуација каде што, нели, господин Трифун Костовски, видите, сега спомнав, нели, тој беше градоначалник кој што ние го поддржавме, на некој начин издействува во соработка со веднаш, нели, од првиот ден во соработка со опозицијата, со СДСМ, да избереме овој председател на совет, господин Благоје Чоревски, од советничка група на Демократска алтернатива, која што имаше само двајца советници. Да. Имавме така исто една дежаву па видите, во известна смисла да, со тоа што, нели, наредната година дојдоа парламентарните избори каде што ВМРО ДПМН, како што е познато, состави влада, па мислам дека господинот Костовски целосно ја коригираше својата беше малку подостоинствен во однесување. Коригираше својот однос затоа што секому е потребна соработка и со централната власт. Може ли градот воопшто да продолжи да функционира вака следење? Ова пред самиот крај ќе оставиме на посериозни теми, како да кажам. Многу зависи од однесувањето на градоначалникот. Видите, таа за сега останува, нели, на градоначалничката функција, затоа што таква е законската. Не постои начин да се разреши. Единствено во случај, нели, на кривично дело, нели, за кој што следи казна затвор повеќе од 6 месеци, така натаму. Значи, кога велам во многу работа зависи од неа, мислам дека треба да е јасно дека ништо не може да направи, а граѓаните многу очекуваат, без разлика на овие караници, нели, кои што најверојатно ќе треба да се решаваат пред правосудски органи, затоа што се најавуваат или се изнесени сериозни, нели, обвинувања. Велам, таа треба да разбере дека мора да продолжи да функционира. Граѓаните од неа очекуваат во наредниот период резултати, кои што засега ги нема, а не може ништо да направи без совет на град Скопје. Покрај се, нели, и јас како председател на советот, совет на град Скопје, не заради Арсовска, туку заради граѓаните, сме подготвени на кохабитација во овој случај би се рекло, на соработка, да дискутираме, да подобруваме, да одобруваме предлози што доаѓаат од кабинет на градоначалник кои што заснуваат на проекти издржани во програмата и се разбира да работиме во интерес на граѓаните на градот Скопје. Јас ќе повторам и кај вас, Советот на град Скопје, ова беше вчера 17-та седница, нема ниту една незавршена седница. Има стотици одлуки, дискутирано точки и така натаму. И сите, во најголем дел на предлог на градоначалникот, се одобрени. До сега не може да се каже дека вие сте блокирале на било каков начин. Не, во никој случај дури ние ги поттикнуваме. Ево, например, јас, нели, се разбира, не ја извршувам професионално оваа функција председател на совет и така натаму. Ево, цел ден го имам посветено денес, после ова ќе одам во совет, да малку ги поттурнам работите околу подготовка за седмицата што ја најавивме редовна за 29 септември. За сега немаме ништо. Јас немам никаква информација дали нешто се планира и така натаму. Па ќе побарам од секторот за поддршка на совет, има еден мал сектор, од другите сектори дајте да видиме што планирате и слично. Во никој случај не, напротив, ние сме били многу кооперативни. Професор, волјата на бирачите беше опозицијата, националната опозиција да го води градот Скопје. Така што таква е и моментов и полето на силите, коалицијата во Скопје. Вас ве поддржаа и од ЛДП и од Зелените во изборот, предпоставам дека поддржуваат и дел од точките кои што поминуват. Да, се разбира. Но, значи, дел од владењето со градот се и управните одбори, колку што знам оваа опозицијата во моментов, националната опозиција, го има мнозинството, значи граѓанската волја, контролата, нели, желбата да се управува е преку управните одбори. Очекувате тука промени? Не ви разбрав, опозицијата, не мислам ние... Мислам на опозицијата на национално ниво.
Аха, Да. не, управните одбори во јавните предпријатија Јасно, на ниво на град Скопје Точно. се делегирани назначени од Советот. Од Советот, каде што мнозинството нели има одлучувачка улога. И тука јас да спомнам дека ево јас размислувам, ќе побарам на правен основ во однос на овие неколку предпријатија каде што беа изнесени обвинувања на директорите, дали оние кои што беа разрешени или оние кои што си поднесоа оставки, да побараме ворени извештаи од управните одбори, затоа што функцијата управување преку членови на управни и надзорни одбори е во надлежност на Совет на град Скопје. Внимавајте, сега е барем на јавноста да ја објасниме како е можно, мислам во блиска иднина, како е можно кога сме добивале позитивни извештаи од овие јавни предпријатија, мислам тука градски паркинг, нели, па и во водовод и канализација Дрисла, кои што во тие извештаи укажувале на заштеди, на проекти, подобрување во работата, рационализација и така натаму. Сега наједнаш да се каже дека директорите не ги задоволувале очекувањата на градоначалникот, така што мислам дека ќе го искористиме ова мнозинство што имаме во управните одбори, работите да бидат појасни за граѓаните. Советникот Никола Пановски, вашиот колега од универзитетот, кажа дека, иако е тој дел не од власта во град Скопје, вели дека биле препородени управните регионалните предпријатија во изминативе 6 месеци. Да, не само тоа. Прилично на храбра изјава. Не, добро, јас го слушнав и првата, да речем, импресија беше тоа. Препородени во смисла на она што се извештаи и дискусии во Совет на град Скопје. Претпоставам дека барем овој во известна мера тоа го почувствувале граѓаните во функционирање на предпријатија како што се и овој градски паркинг и водовод и канализација и така натаму, макар што било потребно малку повеќе време за да се видат поколкни резултати. Ако не друго, барем кога ќе влезете во кат на гаража, не е веќе темно и не е веќе прљаво како. Ова за функционирањето на сега од во политичка смисла, од политичка гледна точка за односите на силите во Советот, интересно е што вчера поостри беа нападите во прашањата и констатациите од продолжението на прашањата од советници на опозицијата, одошто од прашањата кои што поставуваат нашите советници. Не, сакам да кажам, дуе поставува конкретни прашања за, да речем, она што ги засега граѓаните во нивните средини, по-сериозни беа обвинувањата што ги изнесе советничката група на СДСМ. Зошто го кажувам ова? Знаете, интересно, луѓето навикнале дека во вакви, кога има известни кризи, несогласувања, ево сега на релација градоначалник, председател на политичка партија, советничка група и така натаму, па некои очекуваат ќе дојде во пресврт сега, ќе дојде до пресврт во Советот на град Скопје, но како што гледаме, најверојатно опозицијата или СДСМ заклучиле дека е тешко тоа изводливо тие да направат некое мнозинство и заклучиле дека можеби господјата Даниела Арсовска би им била преголем товар доколку сега прави премногу игри била преголем товар за да ја поддржуваат во иднина. Така што ние мораме, како што сме функционирале досега, јас тоа го истакнав во неколку наврати, професионално, во интерес на граѓаните, сето она што доаѓа и се темели на програмата, која што ја поддржа и ВМРО-ДПМН и учествува во незината изработка, да во интерес на граѓаните поддржуваме такви проекти, а кога ќе видиме дека нешто не е како да кажем во таа смисла, жестоко да го критикуваме. Само за на крај да затвориме темата. Сметате ли дека вашата партија ВМРО-ДПМН треба да им се извини на граѓаните што вакво решение донесе во Скопје, како Даниела Арсовска, каде што помалку од една година подоцна гледаме каде сме? Не, вака, ние треба да го мислам дека треба да почекаме исходот. Кога било исходот, јас не навлегувам посебно за предпријатието водовата канализација, тоа што се изнесени тешки обвинувања за зборуваме за целото владење на Арсовска. Финансиран и така натаму. Сега како поединец јас не можам да кажам дали треба или не треба, можеби треба органите на партијата да одлучат за тоа и председателот Мецковски како ќе постапат. Љупчо тука само каже како последно прашање дека партиите постојат, тоа е така социолошка дефиниција, да пополнуваат
јавни избрани функционери, и токму заради тоа тој вели дека не требало да биде Даниела Арсовска воопшто кандидат. Вие рековте дека сте биле против нејзиниот избор на извршниот одбор на Така, видите, да, тоа го спомна во еден контекст, внимајте, конечната одлука за тоа кој ќе биде кандидат за градоначалник, и не само во Скопје, туку и во цела Македонија, цела Македонија, на извршен комитет. Нормално мислам, имаше и претходно од повеќе членови на извршниот комитет во претходните дискусии, откако се наметна имињата на повеќе кандидати за кои што завршиле сондирање и така натаму, не изразувавме мислење, нели? Јас тоа во некои дискусии го имав кажано, бев длабоко убеден дека може да имаме и собствени и подобри кандидати, но внимајте кога преовлада она мислење дека кај потесно рководство на партијата дека треба да се оди со независен кандидат, нели, представен во ликот и делото на госпоѓа Даниела Арсовска, ние ја поддржавме таа одлука. Добро. Мислам дека ја исцрпивме оваа тема, особено затоа што греот е кога имаме економски експерт од таков голем ранг како господинот Славевски, веројатно во топ 3 во државата економисти, ја би го ставил, иако не мислам дека си прескромен, добро, добро, ајде. Добро, сега да биде поинтересно, не може да остане на врвото. Имаме толку поважни теми од водовод на национално ниво. Мислам дека треба да се насочиме кон тоа, особено затоа што не очекува навистина тешка зима. Ја би почнал со инфлацијата. Славевски вела дека нашата инфлација е увезена инфлација и дека ние самите можеме да се справиме. Односно дека ние не можеме самите да се справиме со неа. Прво, од финансиски аспект, ќе можеме ли зимава да бидеме стабилни како економија? Затоа што ние сме мала фирмичка овде. Претходно плаќавме струја 12.000 денари, сега ни оди негде на кај 600-700 евра, од 12.000 денари на 600-700 евра, а тоа за мала компанија како нашата значи дека онаа маргина на профит ја губиме. Директно одговор на вашето прашање од аспект на цената на енергијата, тука има две прашања. Прво, дали ќе е достапна, нели, енергијата, и тука не сме сигурни целосно. Тука мислам на природниот газ и на електричната енергија, затоа што ние повеќе од 1/3 од електричната енергија ја добиваме последните години од увоз, заради причини кои што енергетичарите ги имаат објаснато, запуштеност на нашите капацитети, неинвестирање и така натаму, за разлика од некои периоди кога сме имале далеку поголемо собствено производство, кое што го обезбедуваме по значително пониски цени, подошто се оние што се анализите велат дека струја ќе има да биде многу скапа. Значи тоа е прашањето. Значи прво достапна, за природен газ никој не може да каже ќе има, ќе нема, во смисла на она, нели, однесувањето на снабдувачот, нели, главниот Русија, кој што ја прекина испораката кон европските земји. Вчера кога сме кај Европа, на насловна страна на Financial Times беше објавата дека представници на големите американски компании за производство на газ од шкрилци, нели, на тоа се надеваше Европа, кажа дека ова зима Европа да не се надева дека ќе излечат, затоа што тие не можат во краток рок да одговорат, а и тие си гледаат своите интереси. Имајте, ако Источна Азија или кинезите плаќаат повисока цена за газот, од што Европа, како што беше и претходната зима, нема тука сентимент, нема тука НАТО, нема Америка, Европа и така натаму. Се продаваат на тие пазари. Братствирање за пари. Се продаваат на тие пазари. Значи тоа е првото. Сега внимајте да биде достапна, по која цена ќе биде, тоа е сосема друго прашање. Затоа што внимајте, има една интересна работа, цената на електричната енергија сега се формира по највисоките трошоци за нејзино производство. Иако во Европа 60% од електричната енергија се уште се добива од други извори. Се уште се користи јаглен, некои земји на север имаат и хидро потенцијали, па ветрова, па сончева енергија и така натаму, кои што работат со многу пониски трошоци и сега, нели, тие се оние кои што
имаат корист, затоа што цената на верзите се формира според електрична енергија произведена од природниот газ. А цената на природниот газ, знаеме, заради случувањата доста небески височини, тука не можат да најдат некој решение. И знаете што прават? Ево, за јавноста знае кога слушаат, читаат дека европски држави предлагаат дополнителни даноци за компании кои што произведуваат електрична енергија или за трговци, тоа се однесува токму на оние приватни компании кои што да речеме користат јаглен или други ресурси за производство на електрична енергија, да речем имаат трошоци да речеме од 80 евра за мегават час, а ја продаваат по 500 евра за мегават час. Тука тие размислуваат за одначување дополнително, а кај нас ние немаме такви производители. Мислам, Елем, ЕСМ е целосно државна собственост. За стабилност, ваше опрашање. Веќе стабилноста е сега нарушена. Вие самите чувствувате, вие како мала компанија чувствувате ударите. Што да кажеме за предпријатија, компании кои што во производствениот процес имаат потреба од значително користење на електрична енергија. Некои веќе како што слушаме, како на пример Фени или како се вика Евро, има друго име нели после преземањето пред некоја година, но ние го знаеме Евроникел, некои други компании така натаму, Рудниците исто. Да, овој веќе затварат. Сега е инфлацијата. Инфлација за гледачите е кога имаме општо зголемување на цените, значи сите цени одат нагоре. Има разлика, знаете, во некои периоди само некои цени, да речеме, ево, да спомнем нешто што најверојатно 99% од слушателите не го користат, цената на лососот, нели, на рибата лосос, пред некоја година започна драматично да расте. Зошто? Затоа што некои проблеми во производство во Аргентина. И јас ги следев цените од некаде 800 денари за килограм во маркетите, отиде на 1200 денари. Ама тоа не е инфлација, значи, затоа што станува збор за поединечна за еден продукт, ама кога сите риби ќе порастат, тогаш веќе инфлација. Дозволете да кажам следното. Јас ова прв пат го користам вашиот медиум да упатам една критика на Народна банка на Република Македонија, која што пред неколку дена, нели, имаше својата Народна банка, меѓу другото, донесе одлука за зголемување на каматната ставка за половина процентен поен од 2,5 на 3, нели, од 100. Но тоа не е тоа е друг домен. И медиумите известија дека наводно инфлацијата од почетокот на годината до сега изнесува 12%. А ние знаеме дека инфлацијата е над 16% во Република Македонија. Знаете, тие земаат просек од јануари до сега, заклучно со август месец, а инфлацијата се мери, ние сакам да знаеме колку во овој момент или кога статистиката ќе определи некоја пресечна точка, тоа е крајот на месец август, во однос на истиот период, во однос на август минатата година. И инфлацијата во Македонија е веќе над 16-17%. А тие кажуваат 12. Знаете ова што ме потсеќа? Например, ве застане полиција, возите на автопат 150 или 160, ограничување 120, и вие сега се правдате, секој од нас се правда, нели? Да, се правдате, ама видите, јас ево вклучив овој километражата, погледнете, возам од не знам таму од Кавадарце, ама возев ваму многу по 70 да, возев. Просек возам тоа. Просек, ама веќе се насмеа. Што зборувате глупости? Вие сега ме интересира. Значи, тоа е. А зарем не мислите дека и овие 16% се малку? Мене да, сега прилично сум упатен во економијата во споредба со просечен македонец, но мене пак ми е нејасно. Одам да купам пилешки стек. Пилешкиот стек лани ова време беше 180 денари. Сега е над 400 денари, 390-400 денари. Тоа се многу повеќе од 16%. Токму заради ова што вие го кажувате, и заради реакции и на јавноста и на граѓаните, голем број на земји веќе почна да вадат и други индекси, например индекс за инфлација на храната, food inflation, што за најголемиот дел од населението тоа е можеби или горивото или посебно за ранливите групи. Затоа што се многу е чудно когаш, не знам, штрафови во колку поскапеле да влегуваат во просекот со пилешкиот стек. Не, затоа се овакви периоди на нестабилност
се лансираат и други индекси. Например, индексот на пораст на цените на храна би бил можеби двојно повисок од што овој што е општиот индекс, општото ниво на цените. Но сега, знаете, вие го поставивте тоа прашање, да кажам дека нормално не согласувам, имам докази дека не е целата инфлација увезена, па не зависи ништо од нас. Тоа нема врска, кај нас инфлацијата започна да расте од поодамна, нели? Заради владините политики, дали буџетската политика, дали она филозофија на владите на... Се извинувам, ќе ве прекинам. Еве, класичен пример за ова што вие го говорите е цената на горивата. Во овој момент да купите дизел е 98 денари, ако не се лажам. Ја намалија малку до 95 стигна. Вчера имаше намалување од 2 денари. До 95 денари е да отидете на бензинска да ставите дизел, затоа што ставам дизел го знам ова. Во овој момент нафтата на светските берзи веќе е драстично падната од претходно и негде изнесува барелот 91 е барелот. И порано била, сме имале периоди кога била нафтата 91 денар. Јас бев министер за финансии кога нафтата достигна 147 долари во јули. На бензински пумпи во Македонија, затоа што државата имаше сенско кон оваа работа, никогаш не достигнала нафтата над 85-90 денари, колку беше? 80 денари, мислам, дека беше во моменти кога беше поскапа од сега. Тоа нели беше истакнувано, тоа прашање и во доменот или контекстот на она што во парламентот, нели пратеничката група на ВМРО-ДП предлагаше дури со закон намалување на давачките на акцизите, она што затоа што цел supply chain го нарушува. Така. И создава друга инфлација. Камиончето што ми носи мене стек од дуќан е на нафта. Сега, видите што е тука сериозно со нашата стапка на инфлација сега. Прво да го побиеме фактот дека целата инфлација зависи од надвор. Не зависи, ако ги одземеме. Значи, тоа е еден методолошки, ако во индексот за пресметка на растот на општото ниво на цените или на инфлацијата, ги ставите на страна цените на храната и на енергијата, тоа се нарекува основна или базична инфлација, на англиски core inflation, underlying inflation, која што се објавува во меѓународните статистики, има и во статистиката на Народна банка, и тоа е она домашно предизвикана инфлација на која што заснемат очекувањата за идниот раст на цените, притисоци за пораст на платите во приватниот и во јавниот сектор, и речиси половина од овој индекс, половина од тие 16% се темели на таа базична инфлација. Нели само половината од порастот на инфлацијата е резултат на овие глобални фактори. Сега има уште еден друг проблем. Внимајте, јас тоа им го објаснувам на студентите. Ако некој ја праша до пред 3 години, ако ја праша како Република Македонија успевала да го задржи фиксен курсот на денарот од последната девалвација 97 година во јули и така натаму, нели така, прво со државните резерви. Прво во однос на германската марка, не, и државните резерви некош не помагаат. Те можат како ливче хартија да изгорат, да се стопат, како што се случувало и кај нас, се случува и во други земји. Нема тука енигма. Тоа се дължеше единствено, подостанали го врзавме курсот на денот за еврото, се држеше единствено за фактот што инфлацијата во просек во Македонија во целиот период, значи од 97 година, да речеме до 2020 година, беше во рамките на инфлацијата или стапката на инфлација на земјите од еврозоната. Околу 2%, некош не имавме дефлација или минусна инфлација, така? Сега, мене ме загрижува следново, што веќе месеци со ред ние имаме значително повисока инфлација од еврозоната. Речи се и двојно. И знаете што тоа предизвикува? Па тоа предизвикува може да доведе до притисоци на девизниот курс за негова апрeciјација во смисла, знаете по која смисла? Цените, например, цените кај нас растат, курсот останува ист. И сега ќе стигнете, вие го спомнавте стекот, земете ги сувомесните производи, цените на сувомесните производи во тој случај изразени во евра, веќе ги надминуваат цените на сувомесни производи во Германија. Еве сега ќе ви кажам. Синоќа со мојата сопруга излеговме на вечера, не јадевме ништо посебно, значи зборуваме, јадевме по една пица и по не знам, јас се напив едно пиво и една салата и толку, и едно кафе. На крај зборуваме за нешто што порано беше многу поевтино и плативме за ова 1800 денари, односно 30 евра.
Извинете, ама јас сум прошетал малку. Да. 30 евра ви е вечера за двајца од вакво ниво пица јадење и во Рим. Ако не пиете вино, сигурно. Да, во Рим, таа цената сум го видел, да речем, во Италија. Па дури во Германија. Да. Навистина. Видите, добро го сликавме ова. Што значи ова? Ако цените на сите и на извозните производи кај нас растат, ако растат цените и синдикатите притискаат нели за пораст на платите, ние стануваме земја која што е неконкурентна за странските пазари. Јасно. Неконкурентна, нашите стоки ќе стануваат, сите што ги извезуваме ќе стануваат се поскапи. Има земји кои што фајде не има од фиксниот курс. И тука, не, тука доаѓаме во ситуација, нели, да тоа ќе се отслика на она што го рекуваме трговски биланс, нели, ќе имате голем дефицит, растечки, платниот биланс проблеми тука ќе почнат да се топат девизните резерви на Народна банка, нели, кои што го одржуваат курсот. И сега да се вратам на и со ќе завршам да одиме, мислам ако имате други подпрашања, многу е битно. Мислам дека Народна банка многу доцна реагираше со затегнување на монетарната политика, односно зголемување на каматните стапки, и она што го имаме сега како ситуација 3%, нели, мислам дека е далеко од она што е потребно во моментов за одржување на макроекономска стабилност. Ево сега, ова не е, да речем, не можам научно да докажам, да беше некој друг гувернер. Ево ќе спомнам колегата, поранешен гувернер Гошев. Да беше тој гувернер како што направи во 2009 година, која дигна каматната стапка на Народна банка на 9%, сигурно во овој период наместо 3 ќе имавме 10% каматна стапка, затоа што внимавајте, создадени се она што го нарекуваме ние меури, со тие ниски каматни стапки се врши неправедна прераспределба од штедачите, а голем дел од населението во Република Македонија заради непостоење или ево некојаш не сакање да се преземе ризик, да се инвестира во бизнес и така натаму, своите заштити ги чувале како депозити во банките. И сега внимавајте, кога имате толку ниски каматни стапки на депозитите, инфлација од 16%, да ви дават 1%. 1% да имате камата. Ево да речеме, вие пак 11% губите од вашите пари. 10.000 евра орочени на една година. 1% ако ви даваат, а некојаш и помалку, 16-17%, 15%, знаете што е 15% да изгубите од вредноста, нели, на вашите. Сега, каде одат тие средства? Па те користат должниците и не е случајно, нели, не е случајно што во овој период, нели, на ниски каматни стапки, поттикнати од монетарната политика на Народна банка, која што не знам од кои причини најверојатно сака да ја помогне на владата за да не дојде до дополнително намалување на економската активност, ги држи ниски каматни стапки. Мислам, имаше и ризични инвестиции во недвижности од граѓани кои што со малку средства може само да завршам реченица. Може да се задолжат кај банките по каматни стапки за хипотекарните кредити кои што се пониски од Америка. Внимавајте, во Соединените американски држави вчера беше објавено дека каматните стапки за стамбени, да речеме, кредити или mortgages, што ги рекат тие, хипотекарни кредити се 6%. Кај нас банките даваат се уште со пониска каматна стапка. Но сега, што ќе биде не сакам да помислам што ќе уследи од оваа ситуација кога некои од тие што земале кредити ќе се најдат во ситуација со поиска каматни стапки да не може да ги враќаат и тоа ќе се одрази секако и на билансите на банките. Видов ова ексклузивно ќе ви го откриам вас и слушателите на нашето радио. Скоро имав еден брифинг од една од нашите банки. Зборуваме за една од најголемите банки во земјата која имала ангажирано странска компанија за проценка на пазарот на недвижности и од тој ден па наваму имаат директива, сите нивни филиали, агенти, така натаму, корпоративна директива, да не признаваат проценка на станови во Скопје над 1200 евра за од квадрат. А знаеме дека овој момент квадратот во Скопје отиде на 500, 600, 700, тие велат не смеете, ризик е да признаете се изнад 1200. Тоа не е поради тоа што не вреди 1500, 600, 700, затоа што пазарот секогаш вреди. Туку тоа е затоа што очекуваат турбуленција. Ќе паднат цените. Мислам, ево кажав, јас разговарам и со колеги,
се зборува дека се прави она бабал, односно меур, што сме го виделе во други држави. Да, но тие држави можеле меурот секој се решава со многу државни пари, а ние дали имаме Значи, ако дозволите една реченица да заклучиме на прашањето за инфлацијата, Народна банка и во координација со Министерството за финансии треба многу поголемо внимание да посвети на зауздување на инфлацијата, намалување на инфлацијските очекувања, да не влеземе со слична состојба и во наредната 2023 година, затоа што консеквенците, нели, ќе бидат многу потешки и наместо едно меко спуштање за намалување на инфлацијата може да имаме тврдо спуштање со нагло зголемување на каматните стапки, голем број на банкротства, голем процент на зголемување на лошите кредити, заеми кои што се не може да се исплатат. И така натаму. Една криза во тој домен. Професоре, во рамките на оваа дебатата што се покрена околу даночната реформа. Вие имавте став дека даночна реформа не се презема при еден ваков виор економски при една ваква криза. Критикувавте многу точки. Тоа што повторно ќе кажем сега што ги интересира нели гледачите и слушателите највеќе, спомнавте дека кај нас има, ако не знам дали ве цитирам добро, еден вид фикција за ниски даноци. Илузија реков. Илузија дека се ниски давачките. Внимајте, овде кога станува збор за оптоварувањето на платите со може ли тоа да го објасниме? Па видите, интересно е за широката јавност. Кај нас даноци нели така се дефинирани во законите на персонален данок од доход, нели, данок на добивка, данок на недвижност и така натаму, но придонесите кои што се исто така товар на платите, ја намалуваат бруто платата. Ево, ако ви имате овој договор на бруто плата, се што ви се задржува од платата 33%. Да, 38 е номинално, 33% е разликата помеѓу бруто и нето платата во просек во Македонија. И не случајно во англиската терминологија и придонесите се нарекуваат даноци на плата или payroll. Payroll е како платен список, payroll taxes. И од тука кажав дека ние илузија дека имаме ниски даноци, ниско даночно оптоварување. Затоа што направи споредба, ево рековме 33,6% е разликата помеѓу бруто и нето плата во Република Македонија. Ако имате 40 плата, ќе имате 61 бруто. Да, верували или не, ние сме на врвот во споредба со богатите, да речеме дори со богате земји од ОЕЦД групата. Тие ги земаме точно. Има сега немам табелата, јас се презентирав на еден друг медиум, но највисокиот некаде испаѓа јако, внимајте, јако номинално некој ќе каже па во Германија има гранична даночна стапка за оние што имаат поиски плати 45% на плата и така натаму придонеси и слично. Но кога ќе се земе ефективното оптоварување, Германија има, да речеме тука некаде можеби само 2% поени повисоко оптоварување од Македонија. А Македонија има повисоко оптоварување од голем број на земји, да речеме дури од Велика Британија, кој што разликата меѓу бруто и нето плата е многу помала. Знаете зошто? Од каде тоа призива? Па тоа не им се објаснува нашите граѓани, затоа што ние имаме многу едноставен даночен систем, нели, тоа беше и целта, нели, кога имаме органи управа за јавни приходи со се уште слаб капацитет за обработка на да речеме даночни пријави и така натаму. Ние воведовме нешто што е многу им користи, ево и на нам тројцата овдека, многу ни користи сега дури управата за јавни приходи ни ја подготвува даночната пријава. Ние сами подпишуваме добро. Не, да не одобриш тие пријави. Да, јас ги немам одобрено. Верувате, јас не ја гледам, така. Кога некој друг ви врши тоа, на запад луѓето плаќаат по 500 евра, да речеме, за даночни советници да ми ја пополнат таа даночна пријава. Знаете зошто? Затоа што тие високи даночни стапки, ево, земете ја Германија, ама таму има толку ослободување, да речеме, за издржување членови од семејството.
Понатаму, за Детски додатоци, за образование, за доколку пратите дете на универзитет, на постдипломски студии и така натаму, доколку го поправате покривот на куќата, доколку Да. го реновирате, Ако ставите соларен панел горе на куќата. Ама се тоа Ако и тоа. купите тротинет Затоа- електричен и така Затоа, натаму. добро, електричен тротинет може да биде мерка на локалната власт и така натаму и слично. И сега сето тоа кога ќе се одземе се добива нешто што е блиско на она во најбогатите земји од оптоварување на платите како што е во Македонија, а ние сме се уште земја со висока стапка на необработеност. Славески, се исправили она во однос на придонесите за плата, пошто имаше нели некој горен лимит, не знам колку пари беше, се сеќавам, кога ако одите изнад тој лимит, ако имате плата, пример, ако имате 20.000 евра месечна плата, Тоа е. Вака, кој е вашето мислење ме интересира вака? моето мислење Треба да има лимит или ја мислам дека не треба да има лимит, не, дека треба да постои лимит како што постои, но треба да има некое ново дополнително одданочување за тие што имаат хиперпрофити на плата. не профит нели добро да биде попрецизни, Да. плата е плата. Видете вака сега. Дали сеќавате дека 2009 година 1 јануари јас бев нели министер за финансии кој што со реформата на придонесите, кога воведовме концепт на бруто На бруто плата, плата, јасно. интегрирана наплата на придонесите, ете ние многу постигнавме, малку се зборува за тоа. Не, Не, тоа тоа не е е непозитивна структура. Да, Пошто точно. пред тоа на татко ми да речеме Да, му да, фалат не. години у ЕСМ Готово. што не му платиле по на сега веќе тоа не постои. Тоа не постои. И внимавајте, предходниот месец, пред започнување, пред стартот на таа реформа, 15% од вработените во Македонија не добиваа плата за текомниот месец. Ние со еден потек нели го сведовме, велам еден потек, ама тука работеа тимови со месеци во Министерството за финансии под мое да речеме раководство, го сведовме само на 1% за да не добиваат редовно плата. Знаете, кажавме, јас се среќав со работодавачи кои што протестира, кажавме до 15 во месецот, нели ќе треба да исплатите плата. Добро, ние доцнеме, понекогаш камата ни наплаќаат. И придонеси, добро, во ред, нели, тоа е едно. И тогаш, ако се сеќавате што беше поентата, воведовме ограничување придонесите да се плаќаат до 4 бруто плати. Да. До 4 бруто плати, и тоа функционираше во наредните 5-6 години, па имаше притисоци, могат да речам овој сукцесор господин Ставлевски го зголеми на 6, па дури сега стигнало 16. Златев, значи, нема земја во светот каде што нема некое разумно ограничување. Ја ќе ви кажам податоци. Ево, земите, например, во Америка има social security, Точно, и таму без разлика дали имате плата од на годишно ниво, дали имате оние ниските, да речеме, примања, дали имате ево еден учител, нели, наставник, дали имате 50-40 илјади, Да. дали имате 20 милиони, на годишно ниво максимум ќе платите $9,000 за social security. Знаете зошто? Затоа што social security е ограничена. Да. Чекај, тоа не ми е информирано. На И остатокот сега- од парите 10% се наплаќаат Не. персонален данок. Во Америка не. Не, на што мислите? Не, персонален данок се плаќа на целиот износ. На целиот Зборуваме износ, за значи. придонеси. Аха. Данокот, видите, Ето данок. тогаш тоа е навистина праведно, ја не знаев, да. пошто нас ни го Не, не. продаваа дека исто плаќаш придонеси вака или онака. Не, данокот на личен доход, нели? Данокот на личен доход се плаќа на целиот Значи, износ. ако имаш нормално се 20.000 евра, 2.000 евра ги плаќаш сега. Да. Секој. Да. Но, видите, кога постои ограничен пакет на здравствени услуги, така? Да, Што е- јасно. Кога постои Не може сиромашните и богатите да платат различно за истата кога постои услуга, да. максимален износ Јасно. на пензија, На пензија, да. мора да има, и тоа не е моје мислење, па знаете, дали знаете дека во Бугарија, во соседна Бугарија, ево на месечно ниво, на 1 април го зголемија максималниот износ за придонеси беше 3.000 лева, значи само 1.500 евра. Го зголемија на 3.400 лева, 3.400 да речеме 1.800 евра. Над 1.800 евра плата во Бугарија, и тоа внимајте во бруто износ, не се плаќаат придонеси. Во Албанија 60.000 леки, овој месечна плата, тоа е 30.000 денари колку доаѓа нели кај нас. И во соседна Грција некаде е 6.000 евра, максимален износ за плаќање на придонеси со просечна плата 1.300 евра. Значи, и сега ние имаме
висок праг, 16 плати, а имаше, ево вие кажавте дека сте поинако сте го сваќале тоа. Да, ја не знаев дека те 10% се има некои плаќаат. барања да износот нели се да се тргнал целокупниот лимит. И знаете што се случува? Па ќе најдат начин луѓето да тоа го изгубат, да го изтргнуваат. Ќе си земам дивиденда наместо да земам плата, и како дивиденда ќе си Дивиденда. И сега видите, внимавајте дали е па праведно сега кога имаме десетици илјади, да речеме во приватниот сектор, каде што може нели како што кажувате вие нели да изборот го правите на различни начини на плаќањето на давачките, пријавени се на минимален износ за плаќање на придонеси. Да, тоа е. Па сега луѓе кои што возат нели джипови од по 100.000 евра плаќаат по 18.000 денари. по 300, не по 300 денари плаќаат за здравствено осигурување. А знам дека наши млади кои што останале во земјата и дошле во ситуација заради тоа е награда на нивниот талент, тоа ниту не го одлучува државата, некој работодавач на кој што му се вредни. Да, овој програмер ми вреди 3.000 евра. Ама го плаќа 3.000. Па тие плаќаат по 20.000 денари месечно за здравствено осигурување. А немаат, живеат под кирија, немаат никаков тие не се богати. А овој предприемачот нели кој што вози джип по 100.000 плаќа 200 денари за здравствено осигурување. 10 пати, мислам, дали е праведно? Исто многу интересно тука да се земе во оваа ситуација дека ВМРО-ДПМН имаше еден во минатото еден обид за политика, нели, на хонорарците да им се стави тоа придонесите пензиско и здравствено осигурување. Тогаш беше тоа крај на светот. Се крена целиот невладин сектор, се крена сите, тоа бил ни дадо некој збор прекаријат, малку така марксистички термин некој од тоа време, прекаријат, но подоцна, еве сега гледаме дека истата политика сака и Бесими да ја спроведе, сега не ги гледам нешто многу да се... Видите, јас си директно на еден друг медиум, во дебата со господинот Бесими, му кажав дека има поддршка, и моја поддршка, да речам лична, онаму, каде што се врши исплата, нели, по договори за дело, хонорари и така натаму, каде што има простор за злоупотреби, каде што се прават злоупотреби, нели, се разбере дека има, затоа што станува збор за една хетерогена област. Значи хетерогена област, тие договори за дело, има поддршка да го реши тој проблем во интерес на праведност. Зошто се извинам, овој што го спомнавме, кој што плаќа 20.000 секој месец од плата му држава 20.000 денари за здравствено осигурување. Не оди на лекар, може би оди во приватни здравствени установи и така натаму, затоа што не може со месец да чека за ехо ако има и слично. Зошто да е во однос на користење на услугите на исто ниво со некој кој што не плаќа ништо? Да, но еве сега ќе ви дам спротивен пример. Еве ние сме радиостаница. Може треба утре да организираме овде да се снима радиодрама. Треба да им платиме на сите тие актери што ќе направат радиодрама, ќе придонесат нели во една програма културна на нашето радио, треба на сите да им платиме хонорари. Доколку ние сега тоа го правиме наедноставно, не го правиме преку агенција, туку нашиот сметководител дуја па директно ние им го плаќаме тој. Само данок 10. Само 10, 11,11, мислам беше или да не беше нешто под 10, зависи, пошто авторскиот договорот не е баш како договор на дело. Така, да. Мислам дека беше 9,2. Не ме фаќајте за збор. Ние им го плаќаме данокот, луѓето си ги добиваат парите на сметка, УЈП по автоматизам им го става тоа во деночната пријава. Со оваа реформа на Бесими ние ќе бидеме во ситуација на тие луѓе да мора да им платиме плюс пензиско и здравствено осигурување, што ќе биде навистина оптоварување за една работа која е едноставно тоа е наемна работа, како да кажам, не е ни наемна. Едноставно си работи како проект има со нас. Да, љубчиме злоупотреби, знам неколку фирми кај што на пример се прават и тоа фирми што важат за угледни. Ама сега не може ние да изгориме ради тие фирми. Сега со авторски договори газдата ги извлекува парите, па ги дели у кеш, на пример. И се пази, му скратува пензија. Ама не може сега ние па стварно имаме потреба од авторска работа да губиме парите. Кои се можете мерки да чуем? Не, и тоа се решава. И тоа се решава ако имате како сега решение на 16 плати
во бруто износ да се плаќаат придонеси, ако имате многу помал прак. Ево, испитајте зошто во Бугарија придонеси се плаќаат само до 1800 евра плата. Јасно. Зошто? А кај нас сакаме неограничен износ. Па најверојатно заклучиле дека тоа е мотивацијски луѓето сами да ги пријавуваат своите обврски. Наместо да ги извлекуваат. Вас не ви интересира, би било абсурдно, мислам, да ве оптовари државата системот со тоа што сега вие ќе пресветувате придонеси. Вие си го плаќате овој данокот, но лицето кое што го прима хонорарот ќе треба да биде обврзано самиот во крајната пресметка, ако треба да си доплати до определен износ придонеси за услугите што ги користи, од здравствено осигурување или за пензиско и инвалидско осигурување. Верувајте, за се има решение, но треба волја и знаење и лидерство да се спроведе некоја реформа. Ја не гледам потреба од реформа. Ја мислам дека сега да заклучиме, мислам вака овој прашањето на Боцевски на почетокот, констатацијата, тој ме цитираше мене, времето, мислам овој моментот воопшто не е погоден, и знаете што беше мојата порака директно на господин Бесими во два наврати, еднаш во Министерство за финансии, кога имавме средба, и втор пат директно во една дебатна емисија, дека хендикеп е да се прави реформа кога немате поддршка од јавноста, кога немате поддршка од главните играчи, односно стейкхолдери, немате поддршка од стопанските комори. Јасно. Оние кои што го, да речем, представуваат бизнисот, за разлика од сегашниот период, да подсетам во 2006 година, кога јас бев министер за финансии и владата најави даночна реформа да почне од 1 јануари 2007 година, имавме поддршка од стопанските комори. Јасно, затоа што се поедностави системот. Имавме поддршка од стопанските. сега на вистина И птен сме на самиот крај, Лјупче, пропуштивме да збориме и за рамниот данок, за прогресивниот данок. За ова ќе треба да направиме една емисија специјално насочена. И уште една работа што ми е крива, сега ова не сум ти ја кажал. Меѓутоа, додека работевме во владата, ја едно време бев вице-премиер за европски прашања, Антони Милошковиќ, министер за надворешни работи. Имавме една страшна поддршка од професор Славевски, кој што може да биде совршен министер за надворешни работи. Токму да ние причини што зборувавме, гледањето на големата слика. Големата слика во однос на тоа каде се движи државата, жал ми за тоа. Како човек што навистина бил на Харвард, на постдокторски студии, ако не се лажам. Цела година, учебна година, не само вака. Значи, цела една година. На Фулбрайт. Како гледавте на она тенденција премиерот Ковачевски да ни го представат како Харвард граđuate, а инаку човекот има некаква екзекутивна едукација. Има таму програми кои што се до 5 дена, мислам, кои што чинат 5000 евра. Да. Така што и фирмата може да ги плати. Користат, добро, без кој плаќа. Не да не се користни, нели? Човек самото, нели, овој присуство таму можеби ќе стекне некои знаења однос кон работите, но друго е, мислам, таму да се престојува, да се една година и 5 дена. Јас бев многу интересен период, нели, од август 1989 до јуни 1990 година. Да, Советскиот сојуз пропадна. Да, тогаш беше и фасцинантен период, нели. Таму имаше еден центар за советски студии, го вика Russian Research Center, секој ден речиси имаше дебати со врвни економисти, младите тогаш во тоа време, и Джефри Сакс, нели, Лорен Самерс, па започна да доаѓаат градоначалникот на Москва, да ги обучува. Во овој верувале или не, јас сум бил на едно такво предавање каде што беше Анатолий Карпов, Шаховскиот велемајстор, па имав прилика да разговарам, поставам прашање во тоа време, значи 89-та година, која е еднината на спортот во Советскиот сојуз, кој што се распаѓа и така натаму. Значи, следуваше вашата генерација на економисти, особено на економскиот факултет во Скопје, изнеде изведе надвор на вистина кадри професори по економија кои во Македонија до ден денес представуваат синоним, некој по скандали, некој по убава работа, но на вистина видовте излегоа многу луѓе. Денес некако многу ми е паднат квалитетот. Кога баш скоро отворив и на економскиот институт и на економскиот факултет да видам кои се професори, видов многу луѓе кои за мене се анонимуси. Тоа е добро или лошо според вас? Добро, тоа е ретко, мислам ретки се примерите од оние кои што одважуваат, нели, да ги проверат своите теоретски знаења во јавност, дали преку дебати.
дали преку работа да речеме и од невладена институција, учество во политичка партија, јавна функција и така натаму. Се разбира, тоа е нивни избор, но мислам дека на јавноста на државата и користи поголемо присуство на луѓе кои што се теоретски подковани, па може да стекнат некое друго искуство, практично искуство. Видите, и покрај тоа што сегашните генерации економисти во последните 20 години, посебно со интернетот, имаат огромна предност во однос на можноста да следење преку интернет, достап до литература и слично. Јас, верувајте, затоа беа моите излегувања надвор. Јас имам една година на магистерски студии, претходно поминато на Калифорнијскиот државен универзитет во Северна Калифорнија, 86-87 година. Ама, вие сте млад, боцински повеќе сеќа. Тоа што нашите библиотеки нема пари за ништо, кафе немаше во Македонија. Луѓето го шверцуваа од Грција и така натаму. А камоли да имате списанија во кои што може да се граѓате. Единствен викам земи најди начин за денес времето е, еве сега ќе ви кажам. Само ова да го кажам. Јас на пример таму сум ноземи отпаѓале со по десетици сати во текот на денот одреден период од копирање на материјали, статии, книги и така натаму, кои што ево во една прилика од Калифорнија пратив некаде 200 килограми материјал со брод до Риека. Патуваше 3,5 месеци за да можам да работам наредните 3 години да можам да. Сега се имате онлайн. Сега не е тоа добро. Мислам толку пари се потрошија и во минатото и така натаму. Мислам ние се уште немаме редовен пристап на главните бази на податоци, на JSTOR и така натаму. Еве сега ќе ви откриам. Јас се одлучи вака на 30 години да се пренасочам во областта на економијата, односно на бизнис менеджментот, и веќе сум дел од таа работа, но универзитетите, да речеме, во Велика Британија имаат можност воопшто да не отидете таму на дистанца, и тоа не е така некој ќе рече овој земал MBA онлайн. Не, тоа е еден distance learning кој навистина захтева и бара луѓето да учат, и веројатно можеби многу е потешко од тука да отидете на економски факултет на мастер. Тук вие веројатно состојбата и семејна и со работата ви е таква што сепак би имале корист од тоа, но нема замена за физичко присуство. Знаете која е филозофијата на овие на магистерски и докторски програми на западните универзитети кои се сериозни? Тие формираат група од 30 на луѓе. И не ги бираат само оние најпаметните и така натаму, туку водат сметка за структурата, по области, секако водат сметка и за половата структура. Една година или година и пол поминати во таа училница сериозно, нели, создава такви врски, нели, бандуи, помеѓу луѓето кои што ќе им користат во наредните 20 години, нели? Замислете сега вие имате луѓе кои сега се на високи позиции кои учеле заедно со вас. Тоа е она што ги привлекува луѓето, зошто се студиите на Харвард, нели, на MBA и така натаму, 150 или 200 долари за една година. Затоа што таму ќе бидете во група на луѓе од Аргентина, од Бразил, од Германија, од Италија и така натаму. Да, вие да речеме како министер, сигурно сте имале контакти со луѓе кои учеле со вас, а потоа биле на чело на банки, на институции. Тоа користи. Кои секогаш може да ги барате многу полесно. Но на младите светот останува. Јас сум при залез на кариерата, ако можеме да помогнеме со искуството, во ред. А за рамниот данок во секое време, јас мислам сум пријатно изненаден што ево и покрај сите обиди не може да го променат тој концепт, нели? Имаше еден обид пред 3 години кој што заврши како јас. А мислите дека пак може да го пробаат тоа? Уствари да, пак ќе го прават тоа. Не, па го одлагаат, нели? Но зошто? Која е потребата од персонален, од прогресивен данок? Па добро, затоа што имаме левичарска опција која што мисли дека Па и вака е веќе премногу данокот. Ние еве во нашиот липчата интересира економска историја, прочитај го трудот на професорот за приватизацијата во Македонија, интересно штива вака. Ќе го прочитам. Не, кога ова со одначувањето, ја правам пресметка секоја година колку, пошто ние сме стварно мала фирма. Но кога ќе видиш дека нас 45-50% од парите ни завршуваат на крај во државата, затоа што еве да речеме ние како услуга не може ние да пребиваме ДДВ. За реклама на што ќе преби? Јас продавам ветар. Рекламата нема
материјал, не купувам челик за да направам реклама. И ДДВ-то на крајот мора да го платиме ние. Значи сум бил право кога кажав дека е илузија дека имаме ниски давачки ние. Точно. 50% од парите кои влегуваат во оваа компанија на крај завршуваат во И државата. мислам дека му должиме едно еспресо на професор. Апсолутно должиме едно еспресо. Почитувани слушатели, ви останете со 107,4. Се надевам дека работи во утро ви стана појасни. На крајот од денот ние како обични граѓани баш и не можеме да влијаеме на макроекономските процеси, а еве во вакви времења на инфлација се покажува и дека оние како мене кои немаат навика да штедат, всушност се и најпаметни. Денес сме 16 септември 2022 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со мојот почитуван колега Ивица Боцевски. Техничката реализација на Горан Лазаревски и Димитар Митровски. Останете со 107,4. Одиме со нешто од 70-тите, 80-тите, затоа што се после тоа е катастрофа.